Во однос на осудителниот дел можам да кажам дека се потврди тезата како што и сами слушнавте на обвинителството дека обвинетите ги сториле делата кои што им се става на товар со предметниот обвинителен акт. По однос на казните морам да кажам дека ќе мора да ја почекаме писмениот отправок на пресудата за да слушнеме точно кои околности како леснувачки и отежнувачки биле ценети од страна на судот при одлучување и одредување на видот и висината на изречените казни, бидејќи како што слушнавте денеска самите тие околности не ги слушнавте, па од тука не можам да ви кажам дали би имало жалба во овој дел по однос на веќе изречените казни. По однос на ослободителниот дел, како што ме прашавте особено по однос на обвинетата Фросина Ташевска-Ременски, секако морам да ви кажам дека мора да го почекаме писмениот отправок на пресудата, но од она што јас го слушнав денеска од образложението при објавувањето на пресудата, јас можам уште сега да кажам дека најавувам дека обвинителството ќе поднесе жалба. Ова од причина што, како што го слушнавте образложението, судот го прифаќа моментот, односно фактот кој што беше кажан и од оштетените, дека да не била обвинетата, Фросина Ташевска-Ременски немало да ги подпиша договорите кои што се предмет на оваа постапка и од друга страна повтори уште еден факт неспорен, а тоа е дека била присутна на состаноците во општините, но од таквите состаноци не произлегло ништо. Од тука за мене како обвинител кој што постапуваше, односно го застапуваше овој предмет во текот на судската постапка, навистина е нејасно како судот не утврдил кои се дејствијата на влијание, бидејќи тоа и се ставаше на товар со предметниот обвинителен акт на обвинетата, го сторила делото за кое што се товареше, бидејќи самите посочија оштетени дека токму поради незината личност, функцијата која што извршувала во тој момент довело до потпишување на таквите договори. Кога ги имате два овие факти кои што и судот самиот ги прифатил, неспорно денеска тоа беше кажано, навистина не знам како на крајот судот донал заклучок дека обвинителството во текот на постапката не докажа надвор од разумно сомневање дека го сторила делото кое што и се става на товар. Но ние како странка во постапка ви кажав имаме право на жалба и сметам дека тоа право секако ќе биде искористено. Дали може би видите дека тоа не произлезе од фактот што на тие состаноци имало и други функционери високи за кои што нема ниту обвиненија? Јас навистина не можам да ви кажам точно од што се водел судот како заклучок, бидејќи тоа е одлука на судот. Прво ниту имам цела писмена присуда за да можам да ги прочитам сите причини поради кои што е донесена одлуката, но она што ме прашувате ради присуството и кое што неспорно беше споменато денеска од страна на судот на тие состаноци, да, но еден друг момент исто така не треба да се заборави, а тоа се изведените материјални докази, од кои изведени материјални докази односно кораките ви имате точно дека оштетените во случај на проблеми пред подпишувањето на овие предметни договори ја бараат и се консултираат токму со обвинетата. Па и тука е малку за мене како обвинител кој постапуваше по овој предмет, нејасно како судот не утврдил кои се дејствијата со кои што придонела обвинетата за да се склучат предметните договори. Бидејќи се извинувам, за другите функционери таков доказ немаше ниту беше презентиран од страна на одбраната. Судот кажа дека активностите практично не се докажани на Фросина Ременски во моментите на тие договори. Значи, со предметниот обвинителен акт на обвинетата на товар и се става дека со своето влијание, со оглед на функцијата која што извршувала во тој временски период, овозможила да бидат, односно допринела, се извинувам, да бидат склучени предметните договори. Јас навистина не знам каков доказ треба да имате за влијанието повеќе од она што го истакнаа и двајцата оштетени во текот на давањето на исказите пред судот, а тоа е дека токму присуството на обвинетата на состаноците, односно како што беше кажано, а и прифатено од страна на судот, присуство на представник од власта не убеди дека овие се проекти на владата.